Продолжуваме со нашиот Видик фестивал и вечерва тоа ќе биде представување на една необична сликовница, односно на еден спој помеѓу книжевното и ликовното. Шарени ириси е необична сликовница и не е само уште една книга од таков тип, туку ќе видите нешто многу пошироко, позначено и општествено поангажирано отколку само уште една сликовница. Всушност, сликовницата на Јована Матерска-Атанасова, добре дојде Јована, и на Симонида Филипова-Китановска, добро вечер Симонида. Оваа нивна заедничка сликовница всушност има две изданија, има една сликовница што може, класична сликовница, што може да се купи, да се чита и од возрастни и за деца, и една сликовница што ние ја велиме луксузна, која што е круна на нашиот проект, на издавачки проект, која што е хибридна и инклузивна сликовница. Што значи тоа? Хибридна, не само инклузивна, бидејќи освен што е отпечатена со Брајлова азбука, истовремено може да ја читаат и луѓе со нормален вид и луѓе кои што имаат оштетен вид. Едно заедништво, хибридноста е токму во тоа. Што се однесува до луксузната, како што ја велиме, всушност нашата круна на овој проект, многу е важно што без трифографика ние не можевме ова да го завршиме, значи голема благодарност за поддршката на трифографика од Струга, на Мите Стефовски и на Мирослав Размески, кои што се наши гости, драго ми што дојдовте. Ова е голем труд, но да ви раскажам како се случи се ова. Почна од еден текст, од еден расказ на Јована Матерска, кој што беше понуден во нашата издавачка куќа, многу го напишан, многу сензуален расказ за слеп татко и за ќерка која што всушност ги представува неговите очи. Ниту ние, ниту Јована не знаевме што ќе правиме точно со овој текст, бидејќи текстот не е за класична сликовница. Овој текст што е некаде не може да се каже дека е за деца, иако може да го читаат и деца. Но сметавме дека текстот има голем потенцијал. Одамна сакавме да работиме и со Симонида Филипова-Китановска, која што е позната сликарка и особено е активна со своите акварели, препознатлива и успешна, но исто така не можевме и со Симонида да испланираме како да правиме сликовница со незините акварели, а всушност на текст за деца. Значи тоа исто не ни беше компатибилно. Така што целава ситуација со текстот на Јована, Шарени ириси, и нашата одамнешна идеја за соработка со Симонида ни се спои во едно. И решивме првин да ја направиме сликовницата, која што ќе биде и за деца и за возрастни, и ќе биде различна од вообичаената продукција на сликовници, бидејќи имаме сериозен сликар и текст кој што е на самата граница за универзален читател, меѓутоа нетипично само за деца, туку за деца кои што би читале заедно со возрастен. Кога ја направивме оваа сликовница, сметавме дека уште потенцијалот не е исцрпен, бидејќи инклузивноста на слепите лица и на лицата со оштетен слух е нешто што е општествен императив на сите, особено и на големите издавачи. Мислевме дека оваа сликовница, и се уште мислиме, не го исцрпува самостојно тој потенцијал. И благодарејќи на нашите соработници што ги поздравив и на сите од нашата издавачка куќа, се втурнавме во нешто многу амбициозно за овој хибриден инклузивен продукт, кој што е некомерцијален продукт. Морам да кажам, ова издание е исклучително значајно и ние со него всушност го донираме на центрите, ресурните на училиштето на децата со оштетен слух. Значи, ова луксузно издание воопшто не се продава. И тоа е нешто со што се гордееме. Ова е продукт кој што треба да стаса до тие на кои што им е најпотребен, скапи луксузен проект, меѓутоа без никаков комерцијален ефект. Сите примероци од луксузната сликовница практично само се донираат на институциите, им се достапни на луѓето кои што имаат проблем со видот, кои што може да читаат заедно со своите блиски, кои што немаат проблем со видот. Значи едно така општо обединување, како да кажам. Шарени ириси и авторска сликовница, да, без друго, нели, бидејќи текстот е авторски текст, илустрациите на Симонида, ги гледате, ова се акварелите на Симонида, кои што во оваа пригода вака ги изложивме, да можете да ги видите.
Ние во модерната практика направени сликовници многу ретко работиме со оригинални илустрации или акварели, кои што потоа ги скенираме, нели со дигиталната графика вообичаено се прават илустрации, но овој пат методот беше тој, имавме акварели, тоа се оригиналите, кои што овде се изложени, тоа се истите, како што ние си велиме во издаваштвото, тоа се истите спредови, сушно што се наоѓаат во сликовниците. Во комерцијалната, да кажам, сликовница и во она сликовница облагородена без друго и со крајаво писмо паралелно во луксузната сликовница. Шарени риси е нашиот проект и со двете, веќе неодамна излезе, меѓутоа веќе доби 2 награди за време на сајмот на книгата, Сдруженијето на македонските издавачи, 2 втори награди како креативно издание, но како и издание со широка општествена поддршка. Значи, уште на самиот старт беше препознаена нашата идеја и всушност квалитетот на ова што можам слободно да кажам, заеднички го направивме, не ни го понудивте како готов проект, не ви го нарачавме како готов проект, него туку со многу заедничка чувство, наклонетост решивме да направиме еве дури 2 варијанти. Би сакала сега низ разговор првин кусо да видиме каква беше нивната перспектива на авторките, на Јована и на Симонита, кога почнувавме, а потоа со Љупчо Маленко, нашиот гостин, да позборуваме за исто во ова надвор од книжевната сфера, поблиску до ликовната и воопшто до општествената заложба и општествениот успех. Јована, кога ни го прати текстот, дали имаше представа што ќе правиме со него, дали ќе правиме сликовница, бидејќи веројатно си свесна самата дека ова не е типичен текст за детска сликовница. Имаше ли некакви очекувања? Пред да ми одговориш, Јована е звезда на годината, нели? Таа доби Пегас награда за роман, тоа е Со риба во мрежа, првпат имаме роман за млади кој што ја доби нашата награда Пегас, освен ова сликовница има уште една сликовница, Бунтот на бројките. Значи, за кусо време 3 наслови. Но, Шарени риси кога ни го прати, што очекуваше? Искрено, со самото составање на Шарени риси, знаев дека текстот prvenstvено не е наменет за деца, меѓутоа сметав дека има некој голем потенцијал во него, бидејќи тоа беше можеби единствениот текст кој досега сум го напишала да остане никога непроменет. Значи, неговата крајна верзија, всушност и првобитната верзија, не изменив ништо во пишувањето, затоа што сметав дека е доволен таков каков што е. Кога го пратив текстот, очекував дека ќе биде нешто со него, бидејќи го чувствував многу блиску, внесов многу емоции, едноставно сакав преку целиот тој текст да ги изразам сите сетила, значи не само сетилото за вид, едноставно самиот текст е богат со мириси, со бои, со допири и една деликатна ситуација, затоа што и најчесто сакам да пишувам во моето творештво за некои маргинализирани групи, бидејќи сметам дека на таков начин успевам да го исправам она што всушност општеството постојано го прави кон таквите ранливи категории, тоа е да ги обесправува на ваков или таков начин. И пријатно се изненадив кога добив повратен одговор дека Шарени риси е прифатена за обработка, меѓутоа ни на крај памет не ми падна дека ќе излезе ова што излезе, затоа што и самата сметам дека едноставно овој целокупен проект не е дело, туку е буквално проект. Не е само моје дело, туку е дело на сите нас. Го гледам како една рубикова коцка, во која што секој од нас, значи, од текстот како темел на проектот, преку илустрациите кои што се душата на сликовницата, преку залагањето ваше на како уредничкото лепило кој што ги спои уметноста и книжевноста, па се до поддршката од издавачката Куќар Сламина, па преку печатењето од печатницата Трибографика. Секој писател мислам дека копне да го види своето дело преведено на некаков јазик, меѓутоа делото да биде преведено, или така ќе кажам, на едно брајово писмо е уште поголема сатисфакција и мислам дека е најголемиот стимул кој може да го постигне во своето творештво. Да, без друго и нам не ни беше сосем јасно на почетокот, само потенцијалот го чувствувавме дека треба да се развива, така што
Неколку пати и затоа намерно ме гласувам дека е баш широк издавачки заеднички проект кој што без друго почнува авторски внес дел и на текстот и на ликовното, меѓутоа ова ги надмина нели вообичаените практики на издавањето. Симонида, сакавме со тебе да работиме одамна. Ова не ти е прва сликовница, видовме една сликовница и предходно, меѓутоа не сме виделе типична сликовница во смисла ти не си илустратор, ти си сликарка, ти си акварелист. Меѓутоа, постојано мислевме дека треба да ти се погоди текст и со текстот на Јована рековме, да, ова е текст за Симонида. Ти твориш активно, имаш самостојни изложби дома, во странство, си успешна, многу се впечатливи твоите акварели, сите ги обожаваме. Така што не знам каква ти е практиката, како ти се однесуваш на каков била нарачка, на типот формата нарачка. Предпоставувам, како самостојна афирмирана сликарка, си работиш сосем самостојно. Дали кога ќе ти се даде нарачка, конкретно алудирам на текст според кој треба да илустрираш, дали тоа ти хибира или ти прави некоја промена во творештвото, како се одрази нарачката, од нарачка го подразбирам текстот на Јована, кој ти го дадовме, ти кажавме колку илустрации сакаме, како влијаеше нарачката, дали те инхибираше или едноставно продолжи да си работиш на свој начин, имајќи го благо предвидот на текстот на нарачката? Мислам, ако конкретно за Јована, текстот на Јована, например, ако текстот е добро напишан, како што е на Јована текстот, тогаш влијае инспиративно и дава фокус. Така да, мислам, јас прв пат кога прочитав нејзиниот текст, веднаш има во главата како треба да изгледа, помнував слики. Мислам, навистина многу ме инспирираш. Тоа значи дека и ние сме направили добар спој, нели? Без друго. Инаку да, фокусот ако е даден со текстот, предпоставам ликовната работа не се ограничува, само се фокусира, како што прецизно кажа. Да, и тоа планирање, тој спој, знаете, имаме различни практики ние кога правиме сликовници книги, некогаш доаѓаат во пара вторите, доаѓаат заедно со готов производ, некогаш имаме само текст, па му бараме ликовно лице, некогаш се случува и обратно. Значи сите можности се тука, се среќаваме, меѓутоа баш ваква ситуација каде што имаме само текст, па размислуваме за илустратори, за нас беше возбудливо, бидејќи спојот го правевме ние однадвор, вие воопшто не се познававте, а всушност и никој со никого не се познававме, вие и Јована не ја познававме, меѓу текстот само беше нешто базично, и тоа мислам ни дава еден оптимизам, една ведрина дека и во нашата културна сфера може да се направат вакви вистински проекти, каде што цел тим размислува кого како да спои, и е очигледно нешто добро сме споиле на вистина, и потоа со филмната поддршка од Струга, значи го заокруживме ова, вака на ниво на земја, како да кажам. Лјупчо, вие следите ликовна уметност, но еве, не значи тоа дека е фокусот само на тоа. Како гледате воопшто на оваа активност, еве на една расна, да кажам, сликарка као Симонида, што почнува да работи и во други сфери, не се далечни, но сепак се поинаку форматирани. Има сликари кои што работат илустрација, значи го оставаат своето сликарство и работат само илустрација, а Симонида го работи оно што сака да го работи, а еве илустративното го извлекуваме. Како вам ви се чини работата на Симонида во ваков контекст на книга, на сликовница, на илустрација, иако се акварели? Добро, благодарам, че ми одговорам. Победете микрофонот од Симонида. Хвала. Ќе ви одговорам и на прашањето, меѓутоа Добре, да. Првото прашање патено да Симонида, малку и шрабвот ми гледавте, да може да јас малку повеќе ќе појаснам за илустрацијата. Меѓутоа, за разлика, не ја познавам авторката, ја вишем избор, али сигурно да знам многу рано и многу сме дружеле и дружиме така. Како да ви кажам, уметниците кои што се неоптеретени, неоптоварени од пазарот, како што е и Симонида, нашата уметница, таквите се најплодните и најдобрите автори. Меѓутоа никогаш не се оптеретуваат колку чини, колку ќе чини
дали треба да се пази, колку да се спази и како да тие работи. Едноставно, тако, тоа е една привилегија на големите творци и на големите автори. Кога се чутне со Симонида за во врска со подготовката за едно мое обраќање овде пред вас, јас да ви кажам наистина во една друга насока ја терам целата работа, меѓутоа во последно денес, бидејќи денес конкретно ги добив и овие моменти кои што ми беа значени. Не се работа за незвита први, горе долу да знаем, меѓутоа не го знаем текстот, не знам зашто останува спор, и така натака, веќе тогаш добив една подруга насока, а се одредив за еден мој пристап од сето тоа. Јас ќе ви го соопштам сето тоа што го забележав денес, иако со хиероглифи, ќе се снајдем, така ми е стилот. Меѓутоа, многу се израдував во почетокот кога кажавте за Брајевото писмо и кога кажавте за овој проект кој што се изроди така спонтано или не знам. Едно по едно се нареди да работите како што треба, бидејќи јас па сум и она што го кажав дека се покануваат на тие групи на луѓе. Порешните центри во училиштата. Разбирам се. Јас сум еден од основачите на лојализмот во Македонија. Значи, вториот клуб, првиот клуб беше Алајанс клуб Вардар, а вториот клуб беше Алајанс клуб Скопје, кој е мојот клуб кој што јас го формирав, со една група, јас сигурно со поголема група наши членови и сме едни од основачите. Основното мото и постоењето на лојализмот, ова нека биде една рака, една мала сугестија и до вас, да воспоставите можда да ви дадат контакти со членовите на тие Алајанс клубови, ги има и во Охрид и така натака, во Струга организиравме. Мислам дека е убава можност да се направи тој спорт. Од тој аспект се израдува поручно сето тоа. Бидејќи првичното мото, основното мото е ние служиме, меѓутоа се противката е како за луѓето со оштетени. Така да би било тоа многу интересен момент лично за нас како говорење. Вториот момент не е да ме разучара, но сега спомнате Струга, а јас сум опиден. Мога дека ми е помалко. Ама служалите ни се двајца, вие сте еден. Добре, да се се правиме за една буквичка. И ние сме помолни. Гледам, се шегувам секако. Има многу вели театри на Струга и така. Во ова пригода, ако ми дозволите, да се обратим да го сообштам она што го размислим, можда е да нарушува вашиот концепт на ова. Видете, вие сте нашиот Да, концепт. благодарам. Најнапред, почитувани дами и господа, сакам да кажам дека навистина е тешко и некоректно, би рекол, да во ситуација на една прва средба со една творечка ситуација дадеме адхок анализа на еден визуелен резултат, што подразбира секако и една животна сторија и комплицирана емоционална апаратура. Јас се познавам сигурно, меѓутоа во овој момент за овие дела посебно може да се пишува посебно само за овие дела и така. Но сепак ќе се обидеме и во оваа пригода прилика по визуелен пат да ги допреме оние сегменти кои се однесуваат на некои општи констатации и информации во рамките на една ликовна сцена. Во таа смисла, прошетката низ овој простор ни дава една лепеза на интересот на уметницата за оние збитнувања во светската ликовна сцена, врз кои ги гради собствениот вредносен параметар. Затоа имаме многу примери досега од нејзиното представување широм низ светот. Така да и во оваа пригода настапила многу отворено, многу искрено и со голема одговорност кон со нејзините илустрации за оваа книга. Значи, така станува збор за процес на
совладување на некои себе поставени прашања или од некого како единствен вистински начин на соочување со себе самата на тој чуден и сложен уметнички пат сега. Совладување на одреден проблем од чие што индивидуално решение ќе произлезе нов проблем како искушение. Ете, тоа е прилика оно што е предизвик и бил досега предизвик на нашата уметница, на Местрица Севелина, и во ова прилика тоа одлично го истакна. Но нека ми биде дозволено јас за да ги спојам некако овие два момента на двете дани, нешто ќе проговорам за илустрација, за самата илустрација. На самиот почеток, Зена Оливера, вие кажавте дека ова е ликовен уметник, дека се занимава, дека е во последно време се наната со своите акварели и така натака. Севолина Филипова Китановска е уметник кој што ги опфаќа сите жанрови во уметност. Не жанрови, него стилови во незината област, на ликовата сцена. Јас сум знаник да работеше со најавни, да работеше портретите, со заедничките дружби горе и реалистички масла, платна горе во Кнежино, каде што јас до 15 години уметнички ръководител во Кнежино на Кичевската ликова меѓународна колонија. И јас сум човекот кој што ја оформи и ја создаде куќата на уметноста, ја реализираше господин Валер од Тајниште, кој што беше Владо Томис, кој што беше генерален спозор. Идејата да станат во Судовно. Таму се дружиме со уметници широм од светот. Имавме еден проект кој што заедно го реализираме, еден перформанс на мој текст, на мој сценарij, а изведба на група уметници од нашава земја и остранство. Меѓу нив беше и Марко Чида, нашиот драг пријател, и Ненси Адамс, и од Бостон, и од Кореја. Не. Да, се извини. Тој беше стави. Истите тие моменти кои што ги, значи Севолина е познав многу душа. Но, овој момент кој што на почетокот го напомнам, дека станува збор за еден автор кој што навлегува на сите, се е за незапредизвик, треба прво да го доживе и веднаш да го прави сваќа. Тука илустрацијата, значи за илустрацијата е воопштено говорејќи објаснување на едно уметничко дело со друго уметничко дело. Најчесто тоа е ликовна интерпретација на текст од книги и други публикации. Таа се појавува како толкувач на текстот и е нераскинлив дел од него како корисно дополнување и украс. Тие илустрациите често пати можат да говорат дури и поубедливо, да не го погрешно разбрам, појасно, позанимливо и подиректно о зборовите, а некогаш дури и да ги заменат зборовите, како и да овозможат комуникација меѓу различни говорни подрачи. Ова посебно е особено значајно. Значи, преку таа визуализација и различните говорни подрачја можеш да ги добриш. Токму на тој момент. Како такви, кога се наблюдува како посебна дисциплина, како таква на илустрацијата, кога се наблюдува како посебна дисциплина, илустрацијата е подложна на валоризација и критика. Затоа таа има и голема одговорност и голема тежина. Понекогаш илустрацијата скоро се одвојува од текстот, станува непрепознатлива, доволна само за себе, необврзлива лирска експресија.
што ќе рече дека дали тогаш е илустрацијата успешна или не, сметам дека можете да цените самите вие. Нашата уметница, маестрица Симонита Филипова Китановска поседува големо разбирање и познавање на детската психика. Това го покажува токму овде. Свесна е дека барањата се големи и сложени, бидејќи децата се најискрените и најстроги критичари. Сето оно што ќе го помине детскиот суд, се знае дека одговориле на својата намера и на најстрогите барања. Таа го прати текстот, им објаснува и подучува децата, а од друга страна ја разбудува, ја разубавува книгата и го развеселува читачот. Целта е постигната само тогаш кога на детското око ќе му се овозможат јасни и реални представи и ликови, цртачки сигурно изведени, сместени во реален или понекогаш и реален простор, композицијски вработежени и колористички живи. Верувам, почитувани дами и господа, дека нашата маестрица Симонита маестрално го постигнала сето тоа. Почитувани присутни и оние оправдано отсутни, пред да се заблагодарам за вниманието со кое ме гостувате, дозволете ми на крајот да се обратам и до авторката на книгата Шарени ириси, Јована Митевска Атанасова, и промоторката госпоѓа Оливера Крвезиновска. Почитувани присутни, според тибетанската духовна традиција, на светот постојат многу чуда, но најголемо чудо е човекот кој што сето тоа го гледа. Животот пак таа мистерија преманува, со својата провокативна енигматичност и парадоксалност, никогаш не го става човекот равнодушен. Тука сметам токму на тие оние ранливи лица, кои што на овој или на овој начин во животот го доживеат. А така, и во книгата Шарени ириси, авторката ни зборува за една таква парадоксалност, настан за нарушената природна хармонија и наводна човечка зададеност, ако е тоа зададеност. На крајот ќе завршам со зборови и слики создадени на мислата, претопени во вечна екзистенција на духот, свет на соништа, желби и надежди. Неотсонуван сон низ дамарот на времето, оставајќи траги во вечност. Животот пак на фантазијата е позначаен, попотребен и повистинет од физичкиот, порачуваше Вирджинија Вулф. А јас ви порачувам оваа вечер фантазијата да загосподари и со вас, но при тоа да го сочувате здравиот разум, бидејќи фантазијата без разумот создава чудовиште, но кога е спрега со разумот, ја раѓа вистинската уметност и создава чуда. Јадеше Франциско Гледа. Уважени гости, во името на сите вас присутни, еве и они оправдано отсутните, им благодарам на нашите три дами за пригодните зборови, за пријатната атмосфера во нашиот денешен разговор, за пишаните реченици и капката вода, а море од убави, што ви ја дарија вечерата. Благодарам. Благодарам јас. Ви зборувате благодарам Лупчо за односот, за илустрација. Ние имаме голема продукција во издавачката куќа, многу пати имаме различни едиции во кои што е различен односот помеѓу текстот и илустрацијата. Без друго, ова што вие го нотирате, ние го практицираме во одделни едиции, така што спојот помеѓу илустрацијата и помеѓу текстот е нешто што е база, суштина на правење на ваков тип книги. Така што,
Ниту едното може без другото самостојно во издавачки контекст и во конкретни корици кога зборуваме и наслови, но односот помеѓу едното и другото го профилира крајниот ефект. Ова е невообичаена ситуација, значи не е само уште една сликовница, како што кажав и на почетокот, бидејќи не е наменета ниту само за деца, ниту за возрастни, како што велиме дека таа е и за читање, и за слушање, но и за допирање со Брајово писмо. Значи ова е текст, производ, ова е цело едно издание кое што може да се чита, да се слуша, да се допира. А најважно од сето тоа е дека срцата се она на што се атакува. Инклузивноста не е само инклузивност, бидејќи во тој случај би имале само сликовници со Брајово писмо и можат слепите да седат дома и самите со допир да ја читат содржината. Во тој контекст луѓето со оштетен вид би биле оштетени од илустрациите на Симонида. Во нашето хибридно издание можат слеп и човек со нормален вид да седат еден до друг, така што тој спој меѓу едното и другото е всушност спој меѓу ликовната и меѓу книжевната уметност, меѓу пошироката обштествена жаложба, а во една далечна метафорична смисла и спој на суштината на нашиот фестивал. Бидејќи нашиот фестивал не е само за книжевност, нашиот фестивал е, велиме ние, за општа култура, што значи за музика и за сликарство, и најважно е какви се споевите. Ние сме многу горди на сликовницата, на тоа што ја наменивме за читање со срце, за сите возрастни генерации. Имајте разбирање што луксузната не можете да ја имате, но радувајте се што ја имаат тие кои што треба всушност да имаат. А сите ние други можеме да уживаме во спојот на илустрацијата и на текстот на Јована. Уште едно двојство има што е многу карактеристично, бидејќи Лјупчо Маленков зборуваше поопширно за ликовниот дел, јас да кажам за книжевниот. Овој текст на Јована Матевска, кој што е кус, исто е жанровски на граница, овде многу гранични аспекти имаме. Незиниот текст е исто граничен помеѓу поезија и проза, затоа што не е во стихови, тој е прозен текст, меѓутоа според степенот на емоциите, на ритмиката, на начинот на раскажувањето, тој е жанровски баш гранично помеѓу прозата и поезијата. Таа граничност во корелација со граничноста сликарска, изведувачка, експресивна на Симонида Филипова и незините асоцијативни, кои што ги гледаме акварели, кои што многу одговараат и на таа меѓужанровска состојба на текстот, сето тоа ми дава за право, еви да се фалиме, бидејќи го издадовме ова заеднички, но и дека е многу компактен производ. Разгледајте луксузната сликовница, можете да си ја купите, едноставната, да ја читате сами со своите деца, на луѓе со оштетен или без оштетен вид. Ве поканувам да се дружиме и најмногу ова мини, ретка изложба на акварелите на Симонида на спретовите од сликовницата. Можете да ги разгледате сега, овде, и веројатно ќе останат во овој простор уште извесен период, за да може да се гледа, бидејќи едно е во отпечатено, друго е во ваква форма. Дали сака некој нешто да праша, дали вие останавте не прашали за нешто, дали нешто не искоментиравме? Уживајте во фестивалот. Треба да видите горди. Сме горди. Благодариме на публиката, вам ви благодарам и ние одиме понатаму. Повертања. Што пишува следно Јована? Што пишува Јована? Следно четврто, значи ова година. Не знам точно што пишувам следно, бидејќи сум распливната. Така функционирам во пишувањето. Имам роман во завршување, тој се бави со една тема која е доста осетлива за мајка, разведена, самохрана мајка и незината ќерка и за нивното преживување кога ќе останат буквално, па да кажам така, на просијачки стап. Меѓутоа, некако се инспирира во последно време кон творештвото за деца. Имам уште можеби 3 сликовници, текстови за сликовници кои што би сакала да ги завршим за скоро. Ама нема да откривам многу за нив. Ајде да направиме равнотежа. А Симонида што ќе прави ново? Имаш ли го? Па ново е, сега во јули, ќе имам изложба самостојна во Њујорк.
Ама ние нема да можеме да ја видиме. Па на песни. Тоа е најнано, сега тоа се спремам. И така. Посакувам успеси за изложбата и за Тоа е се. сега најглавно. Благодарам многу. Дали има уште некои прашања? Ви благодарам на сите, поверете на дружба и на разгледување на акварели. И се чекаме еднаш.